Во вестите на Канал Вис разговараме со господинот Митко Бојаджиски, автор на текстот за представата Кецна десетка. Представа за која што пред неколку дена почнаа пробите во Македонскиот народен театар во Скопје. Господине Бојаджиски, благодарам што ја прифативте поканата за гостувањето во вестите на Канал Вис. Еве за гледачите кои што немаа можност, бидејќи Канал Вис зрачи регионално, да ја гледаат оваа представа под друг наслов на пред неколку години во Струмица, за каква представа станува збор и како дојде до соработката представата да се поставува и во Скопје? Па всушност тоа е истата пиеса која што се постави во Струмичкиот театар и беше на репертоар 2 години под наслов Нечко и блиско до срцето. Разликата е во насловот. Значи насловот е сега друг. Нечко и блиско до срцето е наслов кој што мене лично многу ми се допаѓа, меѓутоа со текот на времето сфатив дека луѓето тешко го памтат, а тоа не е добро. Така да сега во текот на работата во Скопје со режисерот разговаравме повеќе пати на таа тема и дефинитивно решивме дека има потреба, би било пожелно да се смени насловот. Значи, зошто Кесна десетка? Тоа е има допир со самиот текст, а од друга страна има едноставно луѓето го знаат како еден израз кој што е прифатен во секојдневието, така да очекуваме дека брзо ќе стигнува до увото на гледачот. Во секој случај, значи некаде средината на октомври би требало во МНТ, ако биде се во ред, да се направи една премиера на представата Кесна десетка. Така. Се надевам дека ќе има одличен одзив кај публиката во Скопје. Меѓутоа, еве да спомнеме како дојде до таа соработка, кој ќе биде режисер на представата Кецна десетка. Вака, режисер ќе биде Драган Спасов Дац, нашиот познат глумец, кој што публиката го знае и како режисер на хит представата Балкански шпион, која што се играше во Драмскиот театар во Скопје. Па јас еден ден му го дадов текстот, рачунајќи дека ќе најде време некако да го прочита, меѓутоа он ми се јави уште другиот ден, се смееше и ми кажа дека прочитал убава, дека му се допаднала и да се сретнеме на кафе да поразговараме малку повеќе за евентуална соработка и така почна работата. Тоа беше во блиско минато или многу поодамна тој разговор? Тоа беше разговор? пред едно 3-4 месеци, меѓутоа едноставно така се забавија работите, бидејќи од здравствени причини тука имавме некој од нас имаше проблеми, така да... Конечно еве, соработката вроди со плод, се работи на... Веќе направивме едно 7-8 проби, сега ги прекинуваме и продолжуваме во септември, затоа што, еве, летото период на одмори, мртов период. Так. Која ќе биде актерската екипа во Скопје која што ќе работи на оваа представа, кои ќе бидат актерите? Па, ќе имаме добра актерска екипа, амбициозна, креативна, тоа го видов при самото спремање. Значи, се работи за Александар Микич, Тања Кочовска, Нина Дејан и Ивица Димитриевич. Од нив очекувам да направат, да го повторат успехот од Струмица, или да бидам искрен, без лажна скромност, очекувам да се направи хит представа која што ќе се игра долго време. Сигурно е големо задоволството да се поставува вашата прва пиеса, веќе во 2 театри. Дали ви дава можеби поттик за нови драмски текстови, за нови драмски успеси? Работите ли на нови текстови во моментов? Па да, работам, спремам еден нов текст, спремам и едно сценарио за филм, кој што ќе видиме, можеби ќе се изроди, ќе се
добие од него и некаква друга литературна форма. Пишувам една друга книга во моментот која што не се драми. Тоа е едно четиво, интересно, атрактивно за читање, али кој ќе дојде ред малку ќе поразговарам. Така. Господине Бојаджиски, во вашето литературно книжевно творештво имате повеќе временски дистанци правите. Пред малку дознав, досега не знаев дека вие всушност стартувавте како поет. Доста успешен, доста натежен и се откажавте од тој литературен жар. Дали ќе продолжиме кон прозното творештво? Па вака, јас мислам дека сега за сега поезијата за мене е минато. Затоа прашувам за прозното творештво, дали тука ќе се задржите? Па драмата во моментот сум фокусиран на драмата. И единствено речиси на драмата. Сега тоа што го почнувам со филмското сценарио е еден нов предизвик од кој што многу очекувам, меѓутоа значи продолжувам со драмата затоа што се осеќам дека го имам тоа во себе. Го знам занаетот, се осеќам сигурно. Знам дека правам добри драми, така да ќе продолжиме понатаму, па ќе видиме како ќе биде. Некои нови планови. Со оглед дека спомнавте дека пишувате друг драмски текст, може ли да очекуваме во скоро време поставување повторно на струмичката театарска сцена? Јас дадов апликација за нов проект за следната сезона во нашиот театар. Се надевам дека Министерството ќе го одобри. Инаку се работи за добар, интересен текст, на кој што режисер треба да биде еден од најдобрите бугарски режисери, кој што ги има таму добиено нивните најголеми награди. Во моментов доста сте активни на полето на граѓанскиот активизам, покрај тоа што пишувате текстови, активен сте и како колумнист, а дел од граѓанските теми кои што го интересираат нашето општество и вашиот ангажман во борбата против рудникот во Иловица. Колку ве исполнува тој граѓански активизам како еден завршеток на нашиот разговор? Сметате ли дека луѓето, културните уметниците, работниците во областа на културата треба повеќе да се ангажираат на темите кои што се важни за граѓаните? Па јас мислам дека сите ние мора да се ангажираме, затоа што тој рудник е стварно еден голем проблем. Мораме да сватиме дека ние самите граѓани мораме, можеби до сега сме спиеле, сме очекувале од нашите политичари да ни завршуваат работа, меѓутоа во одредени моменти ние мораме да се бориме против сите, затоа што тука постојат рударски лобисти, постојат разноразни луѓе што не убедуваат дека тој рудник ќе биде нешто добро, ќе биде некој профит и така натаму. Меѓутоа, ние сме на спротивно мислење, ги гледаме лошите работи, така да едноставно на нас ни се потребни луѓето. Значи, јас функционирам практично сум дел од здруженијето, иницијативата, нашето здружение се вика Здрава Котлина, и сметаме дека народот е нашата сила, нашата моќ. Без народот ние ништо не можеме да направиме. И ќе се трудиме колку што можеме повеќе да го едуцираме тој народ за да може да свати колкав голем проблем има. И очекуваме дека така или инаку ќе дојдеме до резултат да го едуцираме тој народ. Меѓутоа мислам дека тоа е една тема многу широка и сложена за која што евентуално можеби треба друг пат да не викнете и да поразговараме. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме и за следните активности на Здруженијето Здрава Котлина и иницијативата Спас за Струмица. Ви благодарам за разговорот. На располагање сум во секој момент на таа тема. Почитувани гледачи, тука ги заокружуваме информациите од струмичкиот регион. Се враќаме со информациите од Македонија.